Само 8% од работоспособните ромки во земјава се вработени, утврдил извештајот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кој го опфаќа периодот од 2022 до 2024 година. Во извештајот кој покажа дека ромките се соочуваат со сериозно структурно исклучување од пазарот на трудот, се додава дека дискриминацијата кон нив не била само етничка, туку била поврзана и со ниското образование и сиромаштијата. Податоците за 2023 година кажуваат дека општата стапка на невработеност во државата изнесува 13%, денес околу 11,5%, додека кај ромите достигнува околу 67%. Дополнително, само 8% од ромките се вработени од вкупниот број на работоспособни ромки. Се однесува на поднесено барање за вработување во еден кафич, каде што при телефонскиот разговор барателот на работа се представува, меѓутоа при самиот пристап кај работодавачот, врз основа на етничката припадност и бојата на кожата, истиот се одвраќа од работа, бидејќи со изговор дека работното место веќе е потполнето. Дадена е препорака и до владата да поттикне вработување на ромките во јавната и државната администрација преку афирмативни мерки и за зголемување на бројот на ромите и ромките во институциите. Сметаме дека правно и економско зајакнување на жената ромка ќе придонесе кон зголемување на механизмите за заштита од дискриминација. Според извештајот од 407 новоотворени случаи во 2024 година, речиси 40% се за потенцијална дискриминација на работно место или при вработување. Во делот на судската заштита, во периодот од 2022 до 2023 година, 19 пресуди на основните граѓански судови низ државата се однесуваат на дискриминација во областа на работните односи, се наведува во извештајот.